Добро утро, добар ден, добро вечер, зависно кој кога го гледа тоа и наш скромен подкаст. Имам нешто да ти кажам. Се враќаме после една неколку месечна пауза, така си ги поштоваме паузиве ние. Ама нормално секогаш треба да имаме некоја добра причина за да се вратиме. Знаете дека си поштоваме локални ликови и интересни фаци за да имаме некоја причина и убава приказна за да снимаме. Така што ево после неколку месеци имаме убава причина да се вратиме со епизодиве и да снимаме четврта сезона на нашиот подкаст. Пошто на моја огромна чест и задоволство во денешната емисија како гостин го имаме градоначалникот на општина Охрид, доктор Кирил Пецаков, воедно и најмладиот градоначалник на општина. За последните 100 години, пред тоа не знам. Да, добро. Бив спортист и друго ево, не знам, јас обично им оставам на гостиве да си кажат како сакаат луѓево да ги восприеме, да речеме како сакате да ве доживуват, па може да си се представите. Плюс и добре дојдовте, мислам добре дојдовме ние овде, ама добре дојдовте. Значи најпрво ми благодарам на поканата, за мене представува исто така голема чест да сум тука за нешто кај некој што точно знае што работи, посебно како екипа, како културолошка иницијатива 5 до 12 кој што повеќе од скромно учествувате во развојот на културниот живот во Охрид, посебно во летниот период, но и во текот на целата година со вашата проактивност. Како што кажавте, доктор специјалист по детска и превентивна стоматологија, поранешен спортист, сопруг и татко на две малолетни машки деца. Тоа е повеќе од доволно што треба да го знаете, иако пак ќе кажам на граѓаните во Охрид доволно е позната мојата позадина, така да кој како милува и како ме доживува може да си Ево нешто дали можете да споделите интересно, дали како хоби или некој интерес, може да што ево зависи од овие работи луѓе што не би го знаеле за вас. Од денешен аспект или низ мојот живот? Дополнително настрана од овие работи кои што веќе се познати, имам завршено и нижо музичко училиште на виолина во класата кај професорката Македонка Котларова. И тоа е уште еден дел кој што слушна ли сум кажал некаде можеме, меѓутоа тоа е уште еден дел кој што е дел од мојот живот или онакој што го означува мојот живот во изминатите веќе 39 години, така да овие се тие неколку работи, а како хоби секако дека спортот е едно од работите кои што најмногу и дружбата нормално со пријателите и другарите, спортот е најмногу што го исполнувал моето слободно време, за жал последните 2-3 години и заради некои проблеми со повреди кои што се веќе хронични, меѓутоа и заради моето све помалце слободно време, немам толку време за да се занимавам со спорт, меѓутоа гледам на секој еден спортски настан, поврзан и со спортските клубови во Охрид, меѓутоа и со институциите, би рекол, или организациите и издруженијата кои што ги организираат на ниво на Охрид, да бидам и, ако можам, и да земам учество во нив и да земам. Така да сепак спортот покрај семејството и пријателите е тој кој што најголем дел го поминувам на слободно време и би кажал дека сум повеќе од задоволен со тој дел на слободно време кој што го имам и го посветувам, ама сепак фамилијата е таа која што најмногу страда кога се занимавате со политика и кога имате појќе од што се викат обврски, појќе од многу обврски кои што дефинитивно заземаат голем дел од денот, така да гледам добар дел да сум со фамилијата и со синовите, а после тоа секако има време и за останата. Да ве прашаме сега за спортов, кој спорт најмногу сакате да го следите? Мислам или очигледно е дека ракометов. Така. Ракомет и фудбал. Фудбал сум голем фан на Милан, буквално од како знам за себе, и тоа е нешто што го пратам ревносно. Репрезентацијата на Македонија без исклучок секако, некоја добар надпревар во Лигата на шампиони и ракомет без исклучок на повеќе нива, не само репрезентативно и клубско, туку буквално да имам време во сабота или недела кога е викенд да сум дома, не пропуштам прилика, пошто целата лига е на лайв стриминг веќе и било кој надпревар да е, јас немам никаков проблем да го гледам, во суштина ме исполнувит позитивно. Така да ракометот број 1, па после тоа фудбал. Добро, јас сум фан на Ювентус, така што тука малку. Ама добро е, не си на Интер, тоа е добро. Против Интер, така тука може да се согласиме. Добро, сакам да ве прашам што беше на првично кое ве мотивираше да прифатите улога на градоначалник и како некој одлучува дека сака да го направи тој чекор да одит и дали е тешка одлука или едноставно знаете кога треба да се случи тоа?
Во принцип работите доаѓаат кога има логичен след на околности и на активности. Јас сум во политика од многу млади години, посериозно започнав во 2008 година кога бев председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Охрид, на младите зборувам, на Унијата на млади сили, а во исто време бев и член на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ниво на Македонија. 3 години исполнети со доста активности и време кое што ме научи повеќе од доволно за политиката и она што е доволно за да добро се функционира во самата политичка партија. Секако тоа беше надополнато и со првиот советнички мандат од 2009 до 2013 година, кој што и тогаш бев најмлад советник во Советот, исто како и сега најмлад градоначалник. Беше прв мандат во Советот, вториот мандат беше од 2017 до 2020 година исполнати кои што покрај моментите поминати на седмица на совети во комисии и за време на одржување на комисиите и комисиските расправи имаше и доста обуки кои што не учеа односно не доусовршува што представува локална самоуправа, што представуваат јавни предпријатија, можеби најбитното за од денешен аспект као градоначалник што е буџетирање, на кој начин треба да биде буџетирањето и како една општина е најдобро да се води по однос на финансиски план. И тие работи кои што ги запознав при тие 7 години советнички мандат во 2 разделни мандати и начинот на комуникација со вработените и со секторите, блискиот контакт со јавните предпријатија, секако образованието, основните и средните училишта, некако остана логична средина и околина каде што јас повеќе од добро се снаоѓав и пронаоѓав. Во 2020 година станав дел од Собранието на Република Македонија како пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, беше година и 9-10 месеци, после тоа веќе станав кандидат за градоначалник. Во изминатите 6 години, претходно 5,5-6 години, беа мерени за многу наврати, за многу и пратенички избори и локални, ние имавме предвремени избори, имавме повторно председателски, имаше па повторно локални избори и беа мерени голем дел на луѓе кои што партијата би можела да ги смета да бидат кандидати, преку 24-5. И некако на сите анкети резултатот беше исти, па лека по лека и психички се припремав и да кажам кога од извршниот комитет одличи со задоволство ја прифатив. Не знам дали така спонтано може да стигне, меѓутоа континуираноста кај мене лично низ сите овие години сепак доведе до една ваква работа, да имам можност првично да бидам кандидат, а второ да станам и градоначалник на Охрид. Голема чест, ама одговорноста кај нас е некако дупло поголема заради значењето на градот. Дефинитивно втор по значење на ниво на Македонија покрај главниот град заради сите работи кои што ги има, меѓутоа прв град или прва општина во секаква смисла на зборот во Македонија и по атрактивност и по туристички потенцијал и по културно-историски знаменитости и така натаму, нешто кое што веќе 7000 години континуиран живот, знаци на континуиран живот на самото езеро, односно околу езерото, така да би рекол дека еден град кој што сам по себе е предизвик и за мене е голема честа и одговорноста да бидам во моментов градоначалник на Охрид. Дали ево често сме разговарали и со друштво и со различни луѓе дека функцијава на градоначалник конкретно на општина Охрид е можда едно од најтешките, ако не и најтешка во Македонија, да кажеме, особено од овие јавниве функции кои што се ради што и претходно што сме гледале и можда и различни власти, но и самото што го кажавте, она што го носит како град Охрид, притисокот кој што е да биде секако што треба и сите тие работи, дали се чувствува тој притисок? Дефинитивно, видите, значи токму затоа ги мешам или го соединувам, ако сакате, честа и одговорноста. Ние во летниот период од град кој што во текот на целата година сме околу 40.000 жители, константно
тука по попис сме 51.000, ние стануваме град со 110-120.000 и предизвикот околу чистотата, околу редовното снабдување со вода, мислам тука на притисокот, не на недостатокот на вода, па и на секоја останата работа и потреба која што тековно се случува е повеќе од голем. Меѓутоа, ние имаме среќа што службите години наназад се навикнати на и јавните предпријатија буквално на еден таква гужва, таков притисок и сметам дека веќе е нешто кое што се случува секоја година, се повторува и луѓето се навикнати во Охрид и би рекол дека добро е менаџирањето, секогаш може подобро, затоа се потребни инвестиции не само во инфраструктура, туку и во се што е потребно за одржување од јавен ред и мир, па све до чистота и сите останати работи кои што ги спомнавме од комунален аспект, така да би рекол дека е едно од потешките работи да си градоначалник во Охрид од вкупно заменителни функции, да. Дали ево сега ако ги поврземе работиве, кои би биле најголеми предизвици, дали ова сега кое што го спомнавте со летниот период во Охрид како градоначалник на Охрид, со кои што предизвици со кои што треба да се соочите? Дали е тоа најголем предизвик? Па дали е тоа или кои би биле други поголеми? Јас ако ги тргнеме тие работи настрана, затоа што тоа е факт, не треба да си градоначалник за да се знае кога е најголемиот предизвик во Охрид и најголемите проблеми кога се. Меѓутоа Охрид има она за кое што сум се нафатил и кое што ми била идеја и добар е патот кој што сум се зацртал, тоа е за работи за кои што градот или народот во Охрид разговара 30 години од осамостојување навака, мојата цел е да бидат решавани. Значи, ако во општина Охрид најзборувано беше во изминатите 30 години е дека е втора најзадолжена, во еден момент беше прва, иначе втора најзадолжена општина во Македонија. Ние веќе од јануари 2024 не сме задолжена општина, односно сме одблокирана општина и веќе имаме дополнителни средства на сметка кои што ќе ги префрлиме во наредната година и ќе може да бидат користени во наредниот буџет, што е за мене посебна гордост, и секој охриданец треба да е горд, еден град кој што има потенцијал и за прибирање на средства, но и за да може да инвестира по големи крупни капитални проекти со сопствени средства, веќе тоа е реално за граѓаните на Охрид. 30 години еден од проблемите за кои што се разговарат е секако катната гаража. Катната гаража ќе видите реалност во Охрид на почеток на наредната година, ќе отпочнеме со процедурата за тендерската постапка за избор на најповолен понудувач за градба на катната гаража. Исто долги години, ама ова е веќе национална, би рекол, тема, иако станува збор за Охрид, односно Охридското село Тарпејце и прочистителната станица и канализацијата во Тарпејце е нешто кое што веќе е дел од програмата и ќе биде финансирано од Министерството за транспорт и врски. Во наредните 10 дена треба да биде тендерирано. Значи, и тоа лека по лека станува стварност. Во Охрид никогаш не бил последното училиште изградено пред отприлика 50 години, 45-50 години. Ние веќе во касарната градиме, односно адаптираме ново училиште и секако имаме готов проект за старата зграда на Григор Парличев и ќе добие, таа е веројатно една заедно со братство училиштата најстарите згради во училиштата и ќе биде направена нова, така да овие се неколку работи за кои што 30 години разговараме, меѓутоа не се веројатно тука придонесувала и блокираната сметка, меѓутоа веќе е сосема друго. Ние настрано од повикот на влада кој што ќе значи многу за инфраструктурните проекти на сите општини, не само во Охрид, ние сме способни да реализираме капитални проекти со сопствени средства и големо олеснување. Тоа е, кажавте, доста големи, да речам, проекти од инфраструктура. Кои би биле дополнителни, што мислите според вас дека се неопходно? Ево, едното е со катнава гаража, паркингов и колку реално би го, да речеме, не знам, решила тој проблем со паркингов, бидејќи знаеме дека, особено на лето, дека структура на градот се менвити. Ако земеме дека има капацитет 240-50, не знам точно, ама затоа што во проектот имаше мали измени, околу 250 паркинг места во самата катна гаража, тоа е колку скоро целото централно подрачје. Секако дека ќе представува леснување и понатаму размислуваме за нова катна гаража или ново место за паркирање во наредните години, меѓутоа ништо не оди
преку ноќ и најбитно е што желботека посебно при проектирање и изведување не постои, затоа што постојат и објективни, а постојат и субјективни. Пречем меѓутоа како и да е, овие се работи за кои што долги години разговараме, не само катната гаража и другите работи кои што ги набројав, и сметам дека ќе добиеме многу повеќе. И тука можам да оставам исто така проектот за вторкат на централната градинка, каде што на вториот кат би се собрали, односно би можеле сите деца кои што одат во јасли во останатите објекти да бидат собрани на едно место на вториот кат и буквално да добиваме дополнителен капацитет од 150 дечина кои што имаат потреба да бидат дел од градинките во Охрид, а заради просторен капацитет на сето ова на веќе постоечките градинки нема да е возможно. Исто капацитетот ќе се прошири и кај во населбата Црногорци, старото училиште кај што беше Кочо Рацин ќе биде планираме да биде градинка и да го прошириме дополнително капацитетот. Така да стратешки работи кои што ќе и тука морам да го спомнам новото водоснабдување на Охрид, проект кој што за мене е појки од значаен, посебно гледајќи 2022 и почетокот на 2023 беше хаотично и катастрофално по однос на цените во електричната енергија, знаејќи дека Охрид е град кој што се снабдува преку пумпни станици, значи потребна е огромна електрична енергија, а новото водоснабдување би доаѓало од Плакинска планина, капацитет кој што би можел да оснабдува од прилика 60 до 65% од територијата на општина Охрид по гравитационен пат. Тоа е исто огромна стратешка работа за Охрид која што се надевам дека ќе заврши и тука некаде би го заокружило на кое што во моментов е актуелно и го работиме, тој урбанистичкиот план за спортскиот центар. Спортскиот центар ќе добие уште неколку содржини, современ градски стадион кој што ќе може да со доволен капацитет околу 8.500 гледачи и осветлување за лиценца за одигрување на превари, а репрезентација, така да сениорска репрезентација, така да дополнително таму ќе добие и други содржини, меѓутоа чекор по чекор ќе ги презентираме и во програмата со која што ќе настапам како за втор мандат како градоначалник и ќе ја барам довербата од Охриѓани, меѓутоа и во тековно ќе имат можност да види сето она кое што ќе се инвестира. Секако дека има уште многу работи за кои што би можеле да зборуваме, меѓутоа затоа потоа сепак подкастот не е тоа. Сакам да ве прашам исто за ќе се надоврзиме за овој за туризмот, но исто чисто ето Охрид статусот на УНЕСКО. Едно време пред неколку години беше една можеби од да кажам гласните теми кои што беше разговарана нив со Охриѓани и општо мислам и на национално ниво и од нивна страна со препораки сите тие работи. Малку некако да спласна работава, сега тука што се случува, до кај е работата? Јас сум горд што убеден сум дека години наназад оваа општина немала или не сакала да има директен контакт со УНЕСКО и оставала празен простор бришан да вработени во министерствата или одредени владини организации да го имаат окупирано сиот тој простор и без разлика за сите оние грешки кои што ние де факто сме ги имале во развојот на Охрид. Тука немам дилеми никакви во дека постоеле наши грешки како општини, затоа и сме се довеле до таков статус, меѓутоа сме да можеме да бидеме загрозено подрачје или ставени на една црвена листа, меѓутоа сме оставиле бришан простор, последно имавме во февруари-март, реактивна мисија од УНЕСКО на која што беше составено 3 членови, поминаа неколку дена во Македонија, од кои еден цел беа во општина Охрид, покрај општината има состаноци со невладини и едни други организации. Следствено на тоа се одржа имавме 2 години, ако се сеќавате, како рок, дали ќе останеме под заштита или ќе се поставиме на црвената листа на УНЕСКО. На крај во Саудиска Арабија ми се чини беше која што беше конференцијата, годишната конференција на УНЕСКО, не сме подрачје во заштита, реактивната мисија стигнаа забелешки, ние како општина Охрид имаме доста постапено, касниме со како општина и држава, зборам заеднички со некои легислативи, закони, ама и потези кои што првично се можеби од документациона природа, не од нешто суштински. Секако дека
Јас како градоначалник имам токму нова тема заштита животна средина која што е веројатно најбитната за нив. Пошто урбанизирањето на градот за нив е некако како решена работа. Имавме еден период мораториум, во тој период се изгласа менаџмент планот за Охрид кој што ги одреди принципите на градење во Охрид, намалување на процентот на искористеност на парцела, висините по реони и така натаму, и тоа е горе-долу решен проблем. Останува колекторскиот систем, кој кажам колекторскиот, онаму кај што нема, мислам на Трпеца, Љубаниште, Елшани и Горни Долна Кочереј. Јас веќе сум го започнал Горни Долна Кочереј канализацијата, Елшани примарната ја започна општината во заеднички со граѓаните, следува втората фаза и приклучување на колекторот. За Љубаниште веќе има проект државното јавно предпријатие колектора, за Трпејца го изготви општина Охрид и сега ќе тендерира. Така да тој дел сме завршиле. Останува да се префали коритото на реката Сатеска да не се влива во Охридското езеро, туку директно во Црни Дрин, со што се прави еден огромен бајпас и огромна заштита на Охридското езеро. И тука е депонијата Буково, која што е еден горлив проблем за Охрид, ама ако сакате и пошироко, малце за Охридско-Ресенскиот, Преспанскиот регион. Меѓутоа тој е процес кој што е во тек со животната средина, Министерството за животна средина, каде што и како ЗЕЛС ги интензивиравме овие процеси, побаравме не како ЗЕЛС, туку како југозападен плански регион, ги интензивиравме процесите за животна средина, па се надевам на скоро формирање на регионално јавно предпријатие. Таму беше укочено заради општина Новаци, пошто таму ќе е регионалната депонија, бараја некоја обиколница, проектот е направен, сега зависи од Министерството за транспорт кога би ја направило оваа обиколница, односно доволно е да се отпочне, па можеме ние процедурално да ги отпочнеме регионалното јавно предпријатие и 7 претоварни станици кои што ќе се во нашиот регион. Значи со депонија Буково сепак има некој план кој што треба настрано од тоа ние веќе имаме во ребаланс кој што е сега во среда пред советниците ќе биде поставен, ќе имаме 2000 кубици на земја тендер посебен кој што ќе депонираме директно над депонијата и следната година уште 2000 кубици, толку според експертите е потребно, а дополнето на тоа ќе го оградиме сиот простор, ќе го осветлиме и ќе бидат поставени камери кои што ќе и нормално строго регулиран влез, каде што ќе има точно движење во таа депонија за периодов додека не ја завршиме цела работа. Меѓутоа и да се префарли утре, ние имаме работа со депонијата Буково, првично со депонирање на земја, секако и одредени испуштање на одредени хемикали кои што би делувале директно на самата депонија, меѓутоа затоа потоа чекор по чекор. Битно размислуваме, ние брзо ќе завршиме процесот со овие 2000 кубици земја, потребни се уште 2000 и така. Така да кај нас се движат отстранување на билборди во покрај езерото, по кеот на езерото, унифицирање на како треба да изгледаат рекламните табли и по чаршија и по стариот дел на градот, сега ќе се отстранати на старите реклами кои што ги имале, така да лека по лека Охрид ќе добие еден унифициран изглед со реконструкцијата на плоштадот Чинар кој што е проект исто така во мојата програма, меѓутоа долги години укочен Министерството за култура и транспорт, исто како и катната гаража. Се надам на скоро надминување на сите недоразбирања кои што се настанати во овие 2,5-3 години и реализирање и ќе добиеме еден поунифициран лик, исто така кружниот тек кој што е на самиот плоштад и паркингот, до пред Чуни Александрија, каде што имаме асфалт, ќе добие еден нормално гранитни плочки или калдарма, ќе видиме со проектантите како за да го вратиме, односно да сиот центар да добие духот на Охрид како што заслужува и тука врвот секако ќе проектот кој што веќе се изработа, меѓутоа додека немам готов проект, јас не можам да кажам кога би се завршила, секако е кеот на езерото и тука веќе ќе имаме комплетна централно градско подрачје кое што ќе доликува на она што Охрид и духовно и секако и културолошки е. Тоа е една страна каде што, да кажеме,
моментот на балансирање на културно наследство, традиција што има да се задржи, а од друга страна и да се модернизира за да може особено знаеме и во стариот дел на градов кај што имаме проблеми таму со паркинг кај што со луѓето си ги сместуваат луѓето, пример гостите, мештаните кои што си се таму, па не знам идеи за баги количиња, голф количиња за да се носат тие работи. Ги набавив иначе кај што ги спомнавте електрични возила и некако се надевам дека ова лето во заедничка координација со полицијата, местната заедница и локалната самоуправа ќе успееме она што е забранет сообраќај посебно после 7 часот. Значи не зборам за паркирање, сообраќај во на улиците Цар Самуил и Коста Абраш, тие се двете главни улици кои што водат до Света Софија. Вклучително и паркирањето по Илинденска да добијаме на чиста средина кај што и онака огромниот број на групи туристи кои што го посетуваат Охрид да можат да уживаат. Кое да речеме дали имате вака ваше место некое каде што како град туристички сличен на Охрид каде што досега сте зели некој пример да видите, можда не знам како функционираат некоја конкретна работа за да кажете дека можда ова во Охрид би функционирало како за мене не конкретно истиот пример, ама нешто како инспирација или ние ги имаме Дубровник, Котор и Будва. Котор и Будва се и наши збратимени градови, меѓутоа и градови кои што се исто така под заштита на УНЕСКО. Сега има таму нешто што може да тука што не може врз основа. Меѓутоа во принцип ги гледаме како се одвиваат работите и видите, потребно е и разбирање од граѓаните за такви некои радикални потези, затоа реков не случајно јас, значи во случајов местната заедница, полиција и локална самоуправа, комунална инспекција секако и така натаму, кои што би вовеле некаков си ред, меѓутоа постојат и други работи кои што не се поврзани со стариот дел на градот, а тука би можеле да се тековно имплементират. Меѓутоа чекор по чекор, нешто не одит преку ног. Како и да е, овие се тие примери кои што нешто функционира и е интересно, не зборувам само за стар на град, туку принцип на кој што тие пробале да се развијат. Пример во Котор и Будва или Котор конкретно имате лифт кој што гондола како ја се вика, кој што може да однесе до одреден ведиковец. Пример на самата планина кај нас по X причини во минатото било да кажам невозможно. Меѓутоа ако ги добро ги систематизирам работите и ги согледувам во изминатиот 2,5 години 3 и воопшто не е така забрането бидено нешто од УНЕСКО, туку е злоупотребувано од страна на вработени во животна средина култура и пред се невладините организации, затоа што јасно и гласно од реактивната комисија на мисија, на УНЕСКО која што беше тука, кажував за проектот за нормално сакам да отворам теми за проектот за старото пристаниште кое што е во таква состојба каква што е, иако не е наша ингеренција директна под транспорт, меѓутоа ние веќе проектот го започнавме, па ќе му го дајме на транспорт да видиме дали ќе го завршиме и убеден сум дека тука ќе имаме разбирање затоа што за среќа и министерот е од Охрид, па имаме добра соработка. Го кажав Кеот, кажав и за некои други работи и токму беше нивната, кој ви кажа дека не може? Напротив, пуштите проектот, па ќе поразговараме. Викам, добро, ај сега имаме ево успоставам личен контакт, сме немале личен контакт. Тоа како оправдание било дека не оправдание, значи некој друг му ја кровел капата на Охрид цело време. А дека ние не сме се однесувале како што треба и со културното, и со историското, и секаквото наследство кое што Охрид го поставува, тоа тука немам дилема. И сме претерали. Посебно во урбаниот развој. Не зборам тука за стариот дел на градот секако или пак само за централното генерално. Не е само. Да, затоа викам тоа е веќе генерално, тука сме претерали и немам дилеми за тоа и никој веројатно немат, меѓутоа за другите работи, ако нешто не сакаш да се направи, без многу да се комуницират, само УНЕСКО не дават и тоа е, а воопшто не е така. Значи тоа е либито. Сега јас успеав нормално со новаа влада да имам состанок онлайн со секретарот на УНЕСКО, со директорката на
за културно-светско наследство на центарот, кое што е за главната или би рекол шефицата на реактивната мисија УНЕСКО и од наша страна министер култура, животна средина, транспорт и градоначалник, состанок кој што го имавме онлайн, на кој што покрај работите за кои што разговаравме во тој временски период од 1 час, ние договоривме средба директно во март во Париз, кај што како делегација тие значи се пресрекни што има некој што мисли на темава и уште само што се променала работа, сум добил јас ветар во грбот за кое што тие гарантираат дека сето она кое што треба да се прави, таа е поврзано со финансирање и е за спроведување на мерките и препораките од ЮНЕСКО дека ќе биде завршено. Така да тие уште во март, околу март ќе видиме точно кога е терминот, ќе имаме и директна средба на кој што многу работи ќе ги испегламе и најбитно од наша страна е што ние сме превзели за овие 7 месеци, а ќе има неколку работи со кои што ќе може да се пофалиме и што е она што ќе го направиме во наредниот период. Што е она во однос на туризмот, кај што спомнавме дека на лето се така се структурава на градов се менви тама дека Охрид имат потенцијал за туризам 365 дена. Тоа е видите, тој 365 се повеќе сум убеден, туризамот 365 дена се повеќе сум убеден дека ќе го добијаме со самото поврзување на Охрид од два аспекти. Едниот е патниот сообраќај или долго озборуваниот автопат. Ево сега започна автопатот Букојчани Гостивар кој што е 37 километри и ќе представува огромно леснување на граѓаните за патуваат до Охрид, а и од Охрид да сме поврзани со главниот град. И би рекол дека добрата инфраструктура ќе придонесе огромен број на туристи, првично затоа што постојат огромен број на станови кои што не се од Охриѓани. И второто, заради тоа што секој кој што ќе имат време при слободно време и убавото време ќе може да го искористи во Охрид. И вториот аспект е овој авионскиот сообраќај кој што веќе гледаме промена, посебно поврзувањето со Истанбул за наредната година, за 2026 врз основа на кое што имам разговаране, враќање на некои линии како што беше Охрид Милано и со некои други земји кои што ќе представуваат и дополнителен поттик за туристи од таму, кога би имале директна линија, па чекај зошто да не одиме да видиме и така. Да, имаше многу разговори порано, низ години за Охрид, за велосипедска патека околу езерово, за дека повеќе некако треба го испромовираме велосипедизмот, како не само како рекреација и додуша во Охрид реално со велосипед или точак ние како што си кажаме, можеш сегде да си за 5 минути, 10 минути и дека инфраструктура дефинитивно ни е потребна, иако за разлика од претходни години сега е поповрзано. Ние имаме инфраструктура, би рекол, треба да сме задоволни, посебно централното подрачје и оние кои што се главни раскрсници, обележани се насекаде велосипедски патеки, ќе го комплетираме со она што беше дел од мојата програма, тоа е велосипедската патека за булеварот Свети Стефан или булеварот во Рача, како сакате, кај местноста Рача, каде што кога тој пат би добил, односно не би добил, ќе добие велосипедски патеки, би се направил еден круг кај плажата Горица 3 би се спуштал, па назад би се враќал до мостот, преку мостот можеш повторно, па улицата Асном е цела со велосипедски патеки, така да еден круг од прилика 7.2 километри кој што ќе представува настрана од градските улици кои што се веќе со велосипедски патеки, ќе представува еден круг кој што би можело рекреативно секој да си го поминува во текот на неделата, денот кој како милува. Така да Охрид е добро поврзан, сега ова кој што кажавте за патека околу Охридското езеро или велосипедска патека првично Охрид Струга, а второ Охрид према Поградец, то Охрид према Поградец мене ми изгледа, ама јас не сум стручен за тоа, ми изгледа невозможно. Па малку заради теренот, теренот е. Меѓутоа, ако се смисли некоја патека да се качи малце повисоко низ планината, може би е возможно, не сум се сигурен, пак ќе кажам, не сум стручен за таа тема. Сега, ако патот кој што експресниот пат кој што беше Битола, Свети Наум и веќе беше геодетски уцартан, се реализираше, ние долуќе можевме да направиме надолниот пат и велосипедски патеки и простор за движење на коли. Меѓутоа вака, кај што главниот сообраќај е на патот до езерото, мислам дека е невозможно, меѓутоа кажав, не сум стручен, пак ќе повторам и не сум сигурен дека е тоа. А Охрид Струга е возможно. Возможно, да.
интересно поврзување би било, затоа што и сега се користи, ама не е толку безбедно за... Не е безбедно. Не би рекол дека е безбедно. Да. А вака кога би имал свој простор за точак би било по-прифатливо, да. Да. Кој се овој дел би го така заокружил со културни настани, некои фестивали кои што се планираат или би продолжиле за дополнителна и промоција на Охрид и збогатување на програма во градот? Често имам зборувано, меѓутоа најбитно е за мене да кажам дека исто како што сум разговарал за проекти кои што се разговарале 30 години во Охрид, а не биле направени, свесто сум ги презел како одговорност или сум настапил пред граѓаните за такви, па сега нормално треба постои некои немаат проект, некои имаат, па имаат проблеми со проектот, па сме стигнале сега до одреден финиш на тие и овдека свесно сум влегол во овој период дека на Охрид му е потребно да имаат поддржани активности од општина Охрид или директно организирани од општина Охрид, а да не се поврзани со шписот или да се поврзани со нешто сосема друго, како што е почеток на туристичка сезона или отприлика денот на езерото 21 јуни и крај на туристичка сезона, тоа е крајот на август или оној продолжен викенд до септември. Се од тоа што сум го замислил, тука е Винофестот, кој што општина Охрид го организираше трета година, сега ќе веќе четврта година ова лето, успешен настан во 3 дена, секогаш исполнет со македонска музика, всушност сите настани кои што ги организирам се и за нова година и за вакви настани се поврзани со наши изведувачи, имаме доста голем број на групи изведувачи од народна и забавна и секаква рок музика кои би можеле да одговорат на преизвиците. Тука со Винофестот почнуваме туристичката сезона со последната недела или она кој што го воведовме како општина Охрид Water Festival или фестивалот на водени спортови, покрај спортовите на вода секако тука постојат и културните настани кои што се 3 или 4 во зависност од програмата, годинава беа 3, постои и едукативен дел се разбира тој дел и онма тука во сличен или онма после Охрид Water Festival ние джез фестивалот кој што за прв пат се организира од општина Охрид минатата година, ова е втора година, исто ќе го задржиме. Сакам да имам еден вид да организираме еден вид на Пивофест не е точниот можеби наслов, меѓутоа фестивал поврзан со пивото и би бил околу 8 септември нешто би го заокружеле. Секако дека тука ги имат традиционалните и долгогодишните фестивали кои по Охрид преку кои Охрид е препознатлив, мислам на Балканскиот фестивал и на народни танцови, песни, ора и Охридското лето, кој што се преку 50 години традиција, едниот преку 55, другиот преку 60 години долга традиција и нешто по кој што е Охрид препознатлив. Вие, како културолошка иницијатива, имате неколку настани од кои оној кој што е поврзан со кајчината и одењето до старото градско пристаниште е повеќе од прифатен од граѓаните. Мора да се тука да потврдиме и да дам една позитивна критика за целиот настан, бројката на луѓе кои што го посетуваат е огромна и се надевам дека покрај она кое што го сте го направиле до сега и како иницијатива дека ќе продолжите да го правите, зошто не да воведиме можеби заеднички како општина Охрид и вие како екипа некој нов настан кој што културен настан би бил поврзан со збогатување на туристичката понуда, меѓутоа надвор од туристичка сезона. Така да сметам дека имаме доста настани на кои што вложуваме. Не постоеле сега, постојат, значи тука тоа е факт и се дел од туристичката понуда на Охрид. Ви благодарам за овај прв дел, тука ќе го заокружиме на разговорот, потоа ќе продолжиме за малку повеќе во спортските води и некои лични такви моменти, ама на друга локација. Добро.